Благодарам подпредседателе, почитувани колеги и пратеници, почитувана македонска јавност. Внимателно го слушав колегата Фатмир и не можев да му останам нема и да не му одговорам. Па господине Бетики, пред да ни држите лекции за честност, еднаквост и водење на економија, вратете се дома и погледнете ги апликациите на вашата сопруга, како и на сопругата на поранешниот директор на Агенцијата за разузнавање Ерол Муслију и подсетете се на времето кога истите аплицира и добија фантастични 600.000 евра од владата кај што вие бевте вице-премиер. И дали економски бум според вас тоа што токму вашата сопруга добиваше проекти финансирани од државата додека бевте на јавна функција. Додека народот врзуваше крај со крај, едвај, додека вработените по институции не зема плати по неколку месеци, вие си делевте грантови на вашите сопруги, господине Бетики. И ова не беше ни прв, ни изолиран случај. Тоа беше системска шема на СДС и овие позади вас дуи, во која парите на граѓаните се вртеа во круг на семејства блиски до вас. И наместо да се засрамите, вие денес имате дрскост да зборувате за буџет кој е наменет за економски раст, буџет во кој ќе има зголемени пензии, повеќе работни места, повеќе ќе има за младите, повеќе капитални проекти за општините и така натека. Додека народот едва преживуваше, вашите фамилии се офајдуваа и тоа е вистинската слика за времето кога вие бевте на власт. Господине Бетики, најмалку што можевте да направите е да си поднесете оставка, барем од морални причини, да оставевте место на некој млад, нов и неискорен политичар. Очигледно ви се потребни реформи во СДСМ и жалам што денес од вас треба да очекуваме позитивна критика. За